лежи длабоко вкоренет барокот. Тој имено од барочната Петра, барочниот џараш, зема елементи. Плоштадот во барокен израз пред најголемата католичка катедрала Свети Петар во Рим е копија на плоштадот во Џараш, изграден од македонски архитекти при походот на Александар III Македонски. Куполите на Свети Иво дела Сапиенца или на црквата кај што се 4 фонтани на познатиот архитект Боромини се всушност копија на архитектурата што ја остава македонизмот кој се вика еленизам во Петра. Тоа ќе го отворите, ќе го видите и секаде е јасно. Значи, кога зборуваме дали македонската култура, архитектура, уметност, историја има барок, треба да се каже дека во суштина македонската архитектура го оформува барокот. Тоа е кога ќе почнете да истражувате. Инаку, ако седите по катедрите и само прераскажувате што напишале пред вас некој, а не го истражувате сопственото минато и сопствената култура, доаѓате до вакви резултати и произведувате студенти кои се во ужасна заблуда. Натаму, што всушност, се враќам конкретно сега на централното градско подрачје и плоштадот, што би било подлога да вие внесувате барокни елементи во плоштадот? Да ја тргнеме на страна ова моја информација во врска со воопшто почетокот на барокот, онака како што е таблиран во светската историја на архитектурата, треба да сватите дека првиот план од 1914 година што го прави Димитрije Леко, тој прави барокен плоштад. Тоа што го направил тој до денес не е изменето. Што значи тоа? Човекот направил успешен проект. Значи, од тогаш сите архитекти, а можам да ви ги кажам до недоброј, не знам, Хранислав Спасич, Ставрич, Михајлович, па потоа Галич, па Кубеш, па Муличковски, па Равникар, па Кензо Танге, па Пичинато, па Доксиадис, па Ванденбрук и Бакема, кој сакате? Никој не мрда од таа барокна подлога на нашиот плоштад. Зошто, како и од каде? Внимавајте, Димитрije Леко е непознат во светската архитектура, па ни во српската кој не е колку познат. Меѓутоа, човекот, доаѓајќи во градот кој станува прва колонија, проширување на кралството Југославија и така натаму, веројатно почувствувал што треба да направи. Веројатно, предходната матрица, која е само никната, му дала можност и идеја да свати што бара тој простор. Значи, ние сакале, неќеле, тргнале натаму или наваму, сите светски архитекти дошле да дадат нови идеи, тие не мрднале од барочната форма на плоштадот. Според тоа, еве втората подлога, баталете го минатото, значи современа подлога, која ви укажува дека тој плоштад треба да има такви форми. Сега натаму. Дали во денешнината овие проекти што ги видовме и кои се презентирани преку визуализацијата се барок? Не. Значи тој што рекол нема аргументација. Тие се производ на едно ново време и тие се последица на една генерална политика на Меѓународната унија на архитекти и Светската академија за архитектура. Некаде 1997 година Светската академија за архитектура издава повелба. Тоа вие како во некој феудален систем, кога царот ќе испрати една магна карта, значи декрет, со кој што се дефинираат многу работи како анализа на академиците, што се случува со архитектурата, што се случувало
и што треба да се случува. Има сегмент кој се однесува на стиловите. Таму стои вак, дека веќе, после постмодерната, нема смисла да се зборува за стилови. Туку се бара поголема одговорност од проектантите. Зашто внимавајте? Стилот е добар за да може некој не толку талентиран архитект, кој не сака да се занимава со истражување, да посегне по готови синтагми, да си ги приложи кон проектот, да се постави себе си во тимот јас сум модернист, класицист и така натаму, и да си го мине животот во просечно живее. 21. век бара друго. Тој бара не стил, бара автор. Тој не бара фирма која ќе те покрие, туку бара име и презиме. И вели, стилот е одраз на тоа колку памет има архитектот, од каде потекнува, која му е традицијата и колку си го знае занаето. Тој може, ако сака да меша се, ама ако не знае да го измеша, тогаш пропаѓа. Значи се менуваат тотално реперите. Тие колеги кои почнаа или едуцираат некого да се расправаме ние овде за стилови, се, како да ви кажам, одамна минато, и тие изгледа не работат доволно, за да сватат како денес се дискутира за архитектура. Инаку оваа тема не е нова и треба да знаете, уште во 17. век познатиот архитект Пиранези, кој скоро ништо нема направено, а има многу нацртано, води слична ваква расправа во едно француско списание, со еден професор академист, кој вели, ако ти почнеш на класичната архитектура, значи во тоа време сите сметаат дека тоа не е архитектурата на Грција, ако ти на неа почнуваш да ставаш разни орнаменти, тогаш тебе не те бива за ништо. А овој возвраќа, нели, соодветно на тоа, па го прави смешен професорот. Значи, ова е контекстот во врска со стиловите, дали ние треба да правиме барок, ова, она, значи, тие работи се потpuno депласирани и мислам дека ние како информативен македонски систем би биле смешни пред светските архитекти, ако воопшто започнеме расправа барок сме или не сме барок. Сватете дека тоа одамна е исчезната работа во архитектурата. Што сега ние добивавме со плоштадот? Јас ке почнам со оние работи кои јас ги согледувам како човек кој нема, внимавајте, во општата поставка, во општиот концепт немал влијание. Значи, не сум учествувал за ова да изгледа вака како што е на визуализацијата. Јас сум учествувал како член на комисија за објектот офицерски дом и како член на комисија за објектот Народен театар. Другото, концептот, што како не сум учествувал. Значи, би сакал да ме гледате како некој, значи ова јас го изјавувам, го подпишувам, што сакате. Значи, не сум присуствувал на еден единствен состанок кога сето тоа се правило. Значи, јас настапувам како човек професионалец кој ја гледа работата низ една призма на тоа колку му сече паметот. Значи, јас го гледам следно. Прво што се огледувам. Од 1914 до 2014 има 100 години. За 100 години овој град, оваа градска управа или оваа власт која владеела од тогаш до сега, никако не собрала сила да направи плоштад. Зошто? Како? Тоа е една добра анализа, тоа социолозите треба седнат и да видат, зашто тоа е многу полезно, се добиваат извонредно интересни резултати. Конечно, ние добивме една власт, која, внимавајте, во голема криза вели дека има пари. И таа ги има. Јас се прашувам, зошто предходните власти, сите предходни, внимавајте, јас сега не зборувам за демократија или не демократија, се што сме имале власт ние воопшто во Македонија. Во времење кога сме имале многу пари. Како тие не успеа да го направат овој плоштад? Кога се покажува дека е возможно. Измислуваа 100 работи
за да не го прават.